Шефот на државата Велиот му понудил средба на лидерот на ВМРО ДПМН, ама добил образложение дека сега не бил моментот. Но што е со барањето на опозицијата пред се за предвремени избори, но и за јасно изразеното незадоволство во ВМРО ДПМН по повеќе основи. Значи се видов и со албанската опозиција и со албанските партии на власт. Се видов со македонските партии на власт, се видов со партиите на етничките малцинства, односно други етнички заедници кои не се мнозински. Повторувам, дури и оние политички партии кои не гласаа за мене на последните претседателски избори, што не успеав до сега да направам средба со господинот Мицковски со образложение дека сега не е моментот. Ова што го зборува Пендаровски е спротивно на јавно изразениот став на Мицковски. Тој од Битола рече од тие дециден дека е подготвен да разговара со претседателот, но за тет-а-тет средба има услови. Се што станува збор, а се однесува на интересите на граѓаните на Република Македонија, тука сум стојам на располагање, со секого сум подготвен да разговарам. Но доколку господинот Пендаровски сака да јас и он тет-а-тет разговараме, тогаш ќе мора да направи тоа што јас и јавно го побарав од него, а тоа е најпрвен да се повлече од изјавата за македонскиот деец Гоце Делчев, а потоа да се извини на македонските граѓани, на македонската нација за таа изјава. Во последното интервју Пендаровски тврди дека никого нема да амнестира ако се докаже криминал, па дури и да е тоа премиерот. Опозицијата пак останува на линија дека од Пендаровски, кој својата блискост, доверба и слога со премиерот ги оценува со 102,5%, не може да се очекува објективност, односно се подразбира дека претседателот и тоа како е подготвен да го амнестира Заев. Кога со Зоки ќе бидеме на едно 5-6 митинзи заедно, во остатокот нема ќе бидам јас сам, меѓутоа кога ќе му дозволуваат врските, тој ќе ни се придружува и кога е тој тука, ја навистина немам потреба да зборам за моите програмски и политички заложби, бидејќи сме исти, 102,5%, потполно исто. Во врска со Гоце Делчев во последното интервју се правда дека таквата изјава ја дал, оти сакал да ја пушти ветер во грб на историската комисија, која во еден момент според него западнала во ќорсокак во работата.